Денес продолжуваме со Евангелието според Марко. Со Божигната сторија според Евангелието според Марко. Евангелието според Марко е најкраткото Евангелие. Ако сакате да го прочитате, а тоа топло ви го препорачувам, ова Евангелие има само 16 глави, мислам дека нема да ви треба повеќе од половина час, 40 минути да го прочитате онака на прва, од прва до последна глава. Почетокот на Евангелието според Марко е фасцинантен. Еве што викаат првиот стих. Почеток од Евангелието на Исус Христос, Синот Божи. Како што е напишано кај пророк Исаја, еве јас го праќам пред лицето твое, мојот ангел, кој ќе го приготви твојот пат пред тебе. Гласот на оној што вика во пустината, пригответе го патот на Господа, израмнете ги патеките негови. Она што го прави Марко е фасцинантно и не можам да не се сетам кога го читам Евангелието според Марко на мојот професор по Нов Завет, Рик Уатс, кој што има и напишано цела книга, цела студија за клучното влијание кое што книгата на пророкот Исаја од Стариот Завет ја има врз евангелистот Марко. Начинот на кој што Марко раскажува е всушност преку она што Исаја веќе го наговестил отприлика 700 години пред да се роди Христос. И Марко започнува со овој почеток на Евангелието на Исус Христос, Синот Божи, и ово може да се земе на повеќе начини. Всушност, почеток на радостната вест за Исус Христос или почеток на радостната вест чија што содржина е Исус Христос, Синот Божи. Кога велиме Исус Христос, тоа не е само име и презиме, туку Христос и Син Божи се посебни начини на кои што евангелистот сака да зборува за Исус, нешто кое што е клучно за Исусовиот идентитет. И затоа до ден денес ние Исус најчесто го нарекуваме Исус Христос, а Христос, односно Мешијах на еврејски, Христос е грчкиот збор, значи помазаник и Син Божи. И ова е една, како да кажам, фантастична изјава, ова е една неверојатна изјава, дека во Исус Христос Бог се има објавено, дека тој е тој помазаник кој што го чекаше Израел, старозаветниот Божи народ, многу време, и дека тој не е само човек, не е само Месија кој што ќе ги води во царство, сигурно не во царство како што тие очекуваа политичко, туку дека тој е помазаникот, Синот Божи, самиот Бог кој што се симнува помеѓу нас, кој што ќе го води човештвото во една нова фаза, дека во него ќе започне новото време. И сега кога ние зборуваме за Исаја, име кое што денес е ретко помеѓу нас, помеѓу македонците овде, иако било актуелно до пред веројатно 100 години, го имаме Исаја Мажовски, да кажеме. Овој пророк Исаја е пророк од Стариот Завет. Кога еден ваков текст започнува со оваа прва фраза, дека ова почетокот на Евангелието на Исус Христос, Синот Божи, и продолжува како што е запишано во пророкот Исаија, тоа всушност значи дека Евангелието за кој што зборува Марко, добрата вест, одличната вест за која што зборува Марко е истото тоа Евангелие и добра вест која што беше наговестена, која што беше пророкувана од Исаија. И ќе прочитам само делови сегменти од Исаија, ќе прочитам неколку стиха од 40-та глава. Во 40-та глава пророкот Исаија го вели следново: утешувајте го мојот народ, вели вашиот Бог. Говорете му нежно на Ерусалим и известете го дека неговото време на неговата казна се исполни и дека неправдата му е платена, зашто од раката Господова доби двојно за сите своји гревови. Гласот на оној што вика во пустината говори: пригответе му пат на Господ и исправете ги во пустината патеките на нашиот Бог. Секој дол да се исполни, секоја планина и рид да се снизат, кривините да се исправат и неравните патишта да бидат израмнети. И ќе се јави славата Господова и сите луѓе ќе го видат спасението од Бога, зашто устата Господова го изрече тоа. Моментот во кој што Исаја ги пишува овие стихови е всушност момент во кој што израелскиот народ заедно со Исаја се наоѓа во робство, во вавилонско робство. Таквото робство всушност ќе стане парадигматично за сите други робства кои што се споменати понатаму во Библијата. Последната книга на Библијата, Откровение, повторно зборува за Вавилон и за робството низ една таква призма.
кога слушам и кога се присетувам на ова робство, имам едно чувство дека ние сме во одредено робство во моментов. Едно робство кое што го искусивме или се уште го искусуваме е робството заради ковидот. И веднаш да бидам јасен, значи не сум од оние што не веруваат во ковид. Верувам дека нашите здравствени работници даваат максимум да се разреши оваа ситуација, но сепак ситуацијата е таква каква што е. Ние немаме можност да се гледаме колку што би сакале со другите луѓе. Доаѓа нова година, доаѓа Божик. Сите ние некако во овој дел од годината, наместо да се радуваме, наместо да се прегрнуваме, наместо да се честитаме, наместо да се гледаме по кафичи, наместо да седнеме во некоја кафана, не знам, да славиме, ние сме во одредена дистанца. Ако мене ме прашате, таа дистанца е за мене робство. Да не можам да се видам како што сакам со моите блиски, со моите пријатели, да не можеме да прославиме заедно, да бидеме на иста маса, без маски во ова време. И мислам дека ова е еден дел од тие робства кои што ние ги искусуваме. Имаме ние робства и од други причини. Имаме робства кои што се влечат со години. Имаме робства кои што значат геостратешки робства. Цело време некако на Балканот нас од глава ни се обиваат сите оние интереси на големите сили и многу често ние како држава, како Македонија не знаеме каде и кога и како. И имаме чувство дека немаме целосна слобода да се изразиме нашата волја. Па дури морам да кажам и ова последно пристапување наше кон Европската унија пак е некако на некој полуробски начин, пак е со некои услови, пак е со некои нешта кои што едноставно оно што мене најповеќе ми пречи задираат во нашата слобода и во нашиот дигнитет. Во такви слични околности се наоѓаше Израел во Вавилон кога Исаија се обрати. И доби порака од Господ. Утешувајте го мојот народ, вели Бог. Јас верувам дека ова време треба да биде време на таа божикна утеха за која што Исаија зборува и време по кое што евангелистот Марко не подсетува на исполнувањето на таквата утеха. Ова е време по кое што ние како луѓе треба да се присетиме дека не сме сами, дека не сме оставени од Бога. Дека тој не повикува да ги подготвиме нашите патишта. Да го исполниме секој дол и секоја планина и рид да се снизи, кривините да се исправат, а нерамните патишта да бидат израмнети. И ова секако не е Божи повик за некакви нови градежни офанзиви на одземање на зеленилото во Скопје или на шумските појаси и прекрасните природни места низ Македонија. Ова е повик, ова е метафорички повик, сите ние да ги исправиме неправдите кои што ние ги нанесуваме на другите луѓе и да се спротивставиме на неправдите кои што системски се случуваат во оваа наша земја. Ова е повик на себе испитување. Ова е повик на утеха која што не е само абстрактна во смисол ајде ние да се утешиме и биди утешен, туку ова е конкретен повик на утеха кој што произлегува од утехата која што ние сме ја добиле во Исус Христос. Христовото раѓање, Христос се роди, навистина се роди, значи токму тоа. Дека Бог не е индиферентен на неправдите, дека Бог суштински го утешува човештвото. Таа утеха на човештвото, Бог ќе го кошта се. Тоа мало дете, кое што е представено со оние магариња и крави во шталата, и не сум сигурен дека така било, затоа што така и не е опишано во Евангелијата, ама еден убав фолклорен момент. Тоа дете, кое што беше радост за Марија, беше радост и за Јосиф, сопругот на Марија, беше радост за пастирите, беше радост за сите оние кои што се околу него. Еден ден ќе плати за нашата утеха со една страшна смрт на крстот. Христијанството не е садизам и не е мазохизам. Но ние уште од сега, уште од Божик, се поклонуваме на ова дете. И бараме таквата вест да има
реално влијание во нашите животи. Зашто раѓањето на тоа дете е наговестување на новото доба. Новото доба без зло, без болести, без смрт. Новото доба во кое што многу народи ќе се соберат заедно и ќе го љубат Бог и ќе се љубат едни со други. Новото време за кое што апостол Павле во едно од своите посланици ќе каже дека оно што ние не можеме да го замислиме и нашето уво го нема чуено и нашето око го нема видено, тоа е оно што Бог го има приготвено за оние кои што го љубат. Оние кои што му се радуваат на Христос кој што се раѓа и оние кои што таквото нешто не го оставаат само во некакви рамки на верска реторика, туку дозволуваат Христос, Синот Божи, да ги трансформира нивните животи, да го трансформира мојот живот, да го трансформира твојот живот. И ова е клучна утеха. Клучна утеха во време во кое што ние сметаме дека можеби конците се испуштени од нашите раце, дека постои неизвестност на личен план, на семеен план, на ниво на градови, на држави, на цели цивилизации. Да разбереме дека Бог е оној кој што ни се откри во Исус Христос, кој што дојде помеѓу нас во Исус Христос. И дека таквиот Бог ни дава уверение дека тој е суверениот Господар над историјата. И дека за неа нема да одлучуваат никој, ниту еден сегмент. Дека злото на крајот нема да победи. Туку таквата победа му припаѓа на Бога и таквото доба е веќе започнато. Со самото раѓање на Исус Христос, кој што за некоја недела ќе го прославиме со поздравувањето Христос се роди, навистина се роди. Христос се роди. Навистина се роди.